Sinovi Božji su naslednici, desenje pa to što vojnikom životom, Malkumina ona objava. Ja sam dobri od kasni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Mir vam, Tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, vo moje to srce, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, vo mene i na sekade, vo srce ovo. Kako na nebo to, taka i na zemljata, taka i vo moje to i vo Tvoje to srce. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame, prostete, i će vi bide prosteno na našite dolžnici. Ljubov ta ne gopomni zloto. Znajte, sveto te poln so omraza, neljubov, gnev bez osuda, laga. Tatko nalagata je satanata. Колку повеќе ќе корите во Исус му се предавате, тој да ве води, толку потешко ќе ви биде. Да ја се кјавате омразата и нељубовта на луѓето. Мојот народ гине од незнаење. Тоа што не го знае е како да го љубиш ближниот свој, како себе си. Бидејќи ти не знаеш да го љубиш, ти треба помош од Исус. Исус да дојде во твојот живот, во дух, во духовно заедништво, да те подкрене во духовен човек, да те крсти во Духот Свети, да се родиш одново, од озгора, во дух и вода, во жива вода, да тече од твојата утроба. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, луѓето се полни со омраза, цели народи се заробени во сатански стратегии и одат во проклетство. Например, бугарите, грците, албанците сега се загнале да ја уништат Македонија. Нема македонци. Охи македонци, куку няма македонци, куку ноне македонци. Сака да ја земат територијата, заборавајки дека човекот е од земја. И во земја ќе се врати. Земјата Македонија ќе ги земе, затоа што Израел и Македонија се двете коти на оваа долина на сенка смрт, на која последни ќе заминат, пред да има ново небо и нова земја. Одим Евангелие според Јован 12, каде што застанавме вчера, а не сме застанати, зашто мојот татко работи. Зошто работиш во сабота, му велат на Исус. Мојот татко не сопира да работи. Поради тоа Исус повеќе не можеше слободно да патува по Јудеја. Ние го имаме тој момент да го раскажеме во Македонскава битка. Ако вие кажете дека сте македонец и се залагате, ќе ви забранат да се движите во Егејска Македонија. Во делови на Пиринска Македонија може да ви забранат. Во делови каде што се, например, од другата страна, која сака да ја земе Македонија. Знаете, тој степен на омраза го сеќавате. Тој замина од таму во пределот близу до пустината. И вие сте во таа пустина. Пустина која треба да се исчекори, да се дојде до ветената земја. Со помошта на Духот Исусов, влезе во едно градче по име Ефраим и таму остана со своите ученици. Христијанин значи ученик. Ученик на Исус, да дозволиш да те учи, да те води во Духот. Зборува низ мене, татко мој, не ти да зборуваш од себе. Наближуваше еврејскиот празник Пасха, полни се со празници, кога поминале низ Црвеното море и кога изгинаа во пустината.
Голем број луѓе од внатрешноста се искачија во Ерусалим пред Пасха за да го извршат церемонијално исчистување, носење на жртви и дарови, крвни дарови во црквата, мачкање со крвови од гревовите, грлици, птици и секакви други животни. Знаете, некој друг да плати за твојот грев, во овој случај ние зборуваме Исус да плати за секој грев. Тие го бараа Исуса и собрани во храмот си зборуваа меѓу себе. Што мислите, дали тој ќе се осмели да дојде на празникот? Знаете, често ме канат во Албанија, во Бугарија, во Грција одам сам. Таму е малку повспецифична ситуацијата. Значи, зборувам за територијата на Македонија, на Македонскиот полуостров. Бев сега таму, имаше Кресненско востание, одржав еден говор. И сега бевме во Благоевград, цела една групација под заштита на милиција испротивставени луѓе кои сакаат да не тепаат, да не избришат. Нема македонци, разврескани, полни со омраза. Знаете, дали ќе дојдеш на празникот? Дојдоа 4 свештеници на настанот, покрај политичките представници, се отвореше македонски клуб во Благоевград. Замислете, културен клуб, толку омраза. Архимандрит Царкњас беше од православната црква во Егејска Македонија. Беше Стојан Герасимов од пастор од Баптистичка црква Македонец кој бил во затвор во Пиринска Македонија, од селото Клуч на граничниот премин према Делчево. Беше Љупчо Ристевски од Методистичка црква, инаку исто така лидер на партијата Интегра. И јас бев христијанин. И сите ние дојдовме со еден степен на верба во Бог. Знаете, да се забранува нешто што овде го пишува Македонец, Македонија. И тие зборуваат за други идентитети, татко на лагата е сатаната. Значи, еврејскиот празник, дали тој ќе дојде на празникот, свештеничките поглавари и фарисеите издадоа заповед, ако некој дознае каде е Исус, веднаш да им јави за да го уапсат. Постојани закани, кога вие се движите, и секаде каде што одам го држам говорот, изборувам за Исус. Знаете, да им кажам што треба да направат, покајте се, гласот на оној што вика во пустината, се приближи Царството Небесно. Цели народи така одат во проклетство. Христијански народи негираат христијани, православни негираат православни. Ако сте во иста вера, во иста деноминација, зошто не се љубите? Па тогаш не сте ученици на Исус, ќе ве познаат дека сте Исусови ученици, ако се љубите меѓу себе. Да тврдиш дека не постојат луѓе, не го признаваш гревот дека си ги убивал исти тие македонци. Сакаш да им ја земеш земјата, а земјата ќе те врати. 6 дена пред празникот Пасха, Исус ќе суди на сите. Исус се врати во Бетанија. Тоа беше местото каде што живееше Лазар, кого го Исус го оживеа од мртвите на 4-тиот ден. Како прави Исус, така треба и ние да правиме. Значи, тој се молеше за мртвиот Лазар, се молеше за повеќе умрени, ги воскресна. И ние треба да се молиме. Каде сум јас, таму е мојот слуга, вели Исус. Таму беше приредена вечера за Исус. Марта послужуваше. Лазар беше еден од оние што седеа на трпезата заедно со Исус. Видите, Марта е христијанин кој служи, но се уште е во телесните сфери. Марија зеде половина литар чисти скапоцен нордов парфем. Марија е малку повисока категорија. Му ги полеа стапалата двете сестри на Лазар. На Исус му ги избриша со својата коса. Дали ти можеш да му ги избришеш на Исус нозете со својата коса? По куќата се расшири пријатниот мирис на парфемот. Исус ви ги мие вам нозете, да ви ги облечете обувките на Евангелието на мирот. Тоа значи со него да чекорите, без него нигде да не одите. Еден од Исусовите ученици, пазете ученике, декларативно, Јуда Искариот, кој подоцна го предаде, рече. Значи категорија ученик, па потоа стануваш слуга, сотрудник, пријател Божји, сонаследник, син Божји, кого го води Духот Божји,
комплетно претопување во љубовта на Исус Христос. Овој парфем можеше да се продаде, да беше ти овде. За 300 денари парите да се подават на сиромаси, вели Јуда кој го продаде. Значи тоа што го зборуваш не те прави христијанин. Ова не го рече за грижа за сиромасите, туку затоа што беше крадец. И најчесто тие што крадат викаат, ти крадеш, ти си ваков. Тие што ги убивале македонците велат нема македонци. Наместо да се покаеш, не гледајќи дека грците, албанците, бугарите, одите комплетно цел народ во проклество, бидејќи ги учите луѓето, ги труете со омраза дека нема македонци. Македонци има, барем милион во Република Македонија. Ти ке речат северна, јужна. Се разбира, сатаната сака да избрише се, како што сака да го избрише Израел. Така сака да избрише Македонија, зашто го дразни, ги дразнат тие коти на милост што се излеани во тие две земји. Јуда беше благајник, си земаше од парите што беа кај него. Оставете ја, одговори Исус, парфемот бил чуван, зборува за Марија, за да послужи за мојот погреб. И ти треба да му ги измиеш нозете со солзи, да признаеш дека не можеш без него, да го возлюбиш до крај како што тој те возлюби. Сиромасите секогаш ќе ги имате меѓу вас, мене ќе ме немате секогаш. Често имавме група во заедница во сотрудници, трча, носиме некои пари, собираме, даваме на сиромашни и никаков ефект нема од тоа. Знаете, треба да му кажеш за Исус. Ние тогаш ќе се претвориме во банка на собирање и хранење на сиромасни. Светот е сиромашен за љубовта Исусова, за духот на Исус. Блажени се бедните по дух, бедни по дух. Сиромасите секогаш ќе ги имате, а Исус мене ќе ме немате. Тоа е целата суштина, како да го имаме Исус и тогаш ќе бидеме богати, ќе даваме дух. Злато и сребро немам. Тоа што имам, тоа ти го давам, љубовта Исусова која никогаш не престанува. Меѓувреме голем број евреи дознаа дека Исус е таму и дојдоа не само заради него, да го видат Лазар кој беше умрен, кој тој го оживе од мртвите. Како прави Исус, така прави и ти, значи ќе се молам за мртвите. Тогаш свештеничките поглавари решија да го убијат и Лазара. Видете што прави знаењето кое возгордејува. Кој е тој мртов? Што значи да се молам за мртов? Се молам за сила, за сите, да го примат Евангелието на мирот кога Исус ке слегува. Он слегува до вратата на пеколот и оттаму избавува. Пишано е. Каде? Во срцето, во ова живо слово. Голем број евреи ги напуштаат свештениците и почнуваат да веруваат во Исус. Дали ти ќе ги напуштиш свештениците? Ќе почнеш да веруваш во Исус, тоа е добра позиција. Во живиот Бог. Тогаш Исус ќе те оживее внатре во срцето. Свечено влегување во Ерусалим, цветници ги слават тие денови, деновите ги слават. Датумите, а Исус треба да се прослави. Исус да се прослави во твоето тело. Ти да бидеш храм Божји за слава Исусова. Вистински, следниот ден многобројниот народ што беше дошол на празникот разбра дека Исус доаѓа во Ерусалим. Луѓето зедоа палмови гранчиња, излегаа да го пречекаат, излего извикувајќи спаси не сега. Благословен е тој што доаѓа во името на Господ. Еве го тоа што треба да го кажеш, благословен е тоа. Се додека не кажете благословен е тој што доаѓа во името на Господ, значи да признаеш, да го прифатиш да дојде каде во твоето срце. Благословен е царот на Израел. Осана во висините, спасението доаѓа. Од висините Исус најде едно младо магаре. Значи не дојде на конј, иако пишува на конј беше натопен со крвта. Овој пат дојде на магаре. Се предаде себе си, без отпор. Пазете сега. Без отпор, без мечот на духот, иако мечот на духот го потребуваше за да им каже, како гласот на оној што вика во пустината. Се качи на него како што беше пишано. Има нешто што е кажано, пишано овде за да знаеме, за да го разбереме. Не плаши се ерусалимски народе, не плаши се македонски народе. Погледни, царот твој доаѓа, јавајки на младо магаре,
Следното доаѓање, второто пришествие ќе биде на конј, ќе биде како молња кој ќе осветли земјата. И тогаш вие што викавте няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, ќе одговарате Македонија е земја на Исус Христос, не зна божци, бегај од Македонија сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во почетокот неговите ученици не сватија дека ова беше исполнување на пророштвото. Се ќе се исполни. Дали ти ќе тргнеш вулево, вудесно, напред, назад или ќе чмаеш во калта, ќе треба да минат многу години да се преработи твојата нељубов во љубов, да дојдеш од материја, да можеш да почнеш да се движиш физички и духовно сетне и упреку кон Исуса. Но кога Исус се прослави, Исус треба да се прослави во моето срце, да викаш Исусе, 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 тогаш си спомнаа дека ова беше предскажано за него, дека тие беа учесници, очевици, ти треба да очевидец и учесник во Исусовата слава. Тие што веруваат, ќе ја видат славата, да беше ти овде, немаше да умре Лазар. Па тој е овде во моето срце, Лазар е жив, стани Лазаре, тргни го каменот од срцето. И почни да се молиш како што правеше Исус за некој друг Лазар. Слава ти Господи Исусе Христе, велат не се молиме ние за мртви. Добро, добро. Среќен ви пат. Среќен ви пат. Исусе те сакам, се уште сте во пустината. Дали духот ве води или ве води некоја друга доктрина од некој тип што имал провидение, направил нешто пред не знам колку години, 400, 500. Те сакам Господи Исусе Христе. Дојде време да се прослави Синот човечки. Народот кога разбра што беше со Исус кога тој го повика Лазара од гробот и го оживе од мртвите, продолжуваше да раскажува, се расчу за воскресението, како резултат на тоа многуброен народ излезе да го пречека. Народот бара чуда и исцелувања, откако слушна дека тој го направил ова чудо. Тогаш фарисеите си рекоа, гледате дека се е залудно. Целиот народ тргна по Исус, еден ден ќе биде така. Залудна е битката во една визија, ќе ви ја кажам, пишана е во роман. Слегувам со мечот на духот и му велам на сатаната, покај се, синко, бадијала е борбата. Народот ќе тргне по Исус. Зошто да гинат овие луѓе? Видете, тоа е целата суштина. Дојде време Синот човечки, целиот народ тргна по Исус. Меѓу оние што дојдоа на поклонение за вер на празникот имаше и некои, овде вели грци, на друго место вели елини. Знаете, тие го фалсификуваат и Светото писмо. Елини се припадници на Македонската Македонската царско под Александар Македонецот, кој беше предзнак, пророчки момент со Аристотел и сето она што го правеа тие. Исус одеше и се поклонуваше на сите, на Дионис, се додека не дојде Исус. Аристотел вели, Бог е самиот живот. Самиот живот е мојот татко, самата љубов. Значи, имаше и некои елини. Тие му пристапија на Филип. Тоа ќе беше беззначено, тие денеска да не велат нема македонци. А ги убивале, затварале, правеле етничко чистење. Кого го лажете? Себе си со сатаната кој е татко на лагата. Еден ден ќе одговарате пред Исуса Христа. Сите, не зна божци на македонскиот полуостров и пошироко. Тие му пристапија на Филип, кој беше од Бецеида во Галилеја и му рекаа, Господине, сакаме да се сретнеме со Исус. Филип отиде, му кажа на Андреј, потоа Андреј и Филип отидоа заедно и му кажаа на Исус. Исус им одговори, дојде време Синот човечки да влезе во својата слава. Синот човечки да влезе во својата слава, да влезе во тебе, ти да бидеш дел од неговата слава, да биде прославен во тебе, да го примиш духот и тогаш да научиш што треба да правиш, да љубиш синко, не да велиш нема ова, нема она. Ве уверувам дека доколку пченичното зрно не падне во земјата и не умре, тоа ќе остане само едно зрно. Ако пак умре, тоа ќе произведе многу нови зрна. Човек што себично сака да си го задржи животот, ќе го загуби. Оној што мрази да го живее својот живот, само на овој свет ќе добие живот вечен. Значи си ја чуваш душата, сакаш тебе да ти биде добро.
Добриот пастир ја дава душата своја за овците. Кој сака да ми служи, тој мора да ми се придружи, да му се придружиш во љубовта, не во омразата. Да ми се придружи, зашто и мојот слуга, каде што сум јас, мојот слуга треба да биде таму каде што сум јас, каде сум јас, таму е мојот слуга. Како прави Исус, така правиш и ти, се молиш за се. За ќерката на Јаир, за Лазар, за некој Лазар што е таму воскреснат. Што треба да воскресне, да го тргне каменот од своето срце. А секој што мене ми служи, ќе биде почитуван од мојот небесен татко. Значи, служење, послушност, подчинетост на Исус, исполнување на неговата волја. Тој зборува, тој ги врши делата. А луѓето зборуваат од себе, мислат дека се христијани. Ти си се уште тогаш син човечки, син Божие, оној кој го води, управува, учи, кастри, Духот Божи, он зборува. И род да принесете, еве го Божиото јагне, Јован 1:36, Јован го препознава. Тоа го зборува Јован за Исус, јагне Божио кое ги зеде, одзеде гревовите на целиот свет врз себе. Видете, тие носат, сега се прочистуваат во Јерусалим грлици, животни, гуски, шатки, колат се, мачкаат со крвта. Сооднос јагне и пастир, доаѓа Исус, ја пролева својата крв, плаќа за секој од нас. Се што треба да се поставиш стариот човек, да му дозволиш да се насели во твоето срце, да го тргнеш каменот од пештерата, да го слушнеш неговиот глас. Благословен е оној кој доаѓа во името Господово преку некој негов ученик, односно учител во овој случај, во духот, водство, припадност во стадото, следбеништво. Исус ке рече, јас сум добриот пастир што ја дава душата своја за браќата, овците. Дали ти ја даваш душата своја за овците или си ја чуваш душата? Он оди за загубената овца. Било кој еден од нас, додека не ја најде. Значи нема одредница во толку часот, вечно. Вечна е само неговата љубов. Тоа е однос, послушност, припадност, водач, стадо, следбеништво. Кој ти го покажува патот и те води? Ти самиот? Или Исус? Во Јован 1:43 Исус му вели на Филип, дојди и биди мој следбеник. Следбеник значи Исус се моли за Лазар, за умрен 4 дена, не е тоа 3 дена, веќе кинисан. И ти се молиш, како прави Исус, правиш и ти. Се моли за ќерката на Јаир, се молиш, болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бегај од нас Сатан и не враќај се повеќе во името на Господ Исус Христос. Мртви воскреснувајте, мртви. Па како ќе воскреснеш ако не се молиш? Ќе дадеш заповед, дојди и биди мој следбеник. Да дојдеш е исто така дејство и одлука. Да дојдеш пред Исус, во Исус. А каде е тој Исус? Каде си ти, каде сум јас? Он е на небесата, ти си паднат на земјата и имаш малку време заедно со таткото на лагата, сатаната, Зерзебул или како сакате, пред да дојдеш и да застанеш, да паднеш на колена пред Исус и Отецот. Татко, Оче, погрешив пред тебе и пред небото, и да му направиш место во твоето, во моето срце. Ој Исусе, те сакам да ги исчистиш срцето. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога, Исуса Бога. Да дојдеш пред Исус, да разбереш дека не можам сам, не можеш самиот, ништо не можете да сторите без мене, ни вели Исус. Не можеш без него, можеш да копаш, да бидеш земјоделец како Каин и да го убиваш Авела. Откако ќе дојдеш, Авел беше пастир на стадо, следбеник на Исус, од овца станал пастир. Откако ќе дојдеш вистински, не само во мислите, во умот, не во умот, во срцето, со сета душа, сиот разум, сето срце, сета сила која тој ти ја дава, бидејќи ти немаш сила, да бидеш негов следбеник,
да го следиш во постапките на љубовта кон се. Овца и пастир е слика за да разбереме, да му дозволиш да те води, учи на земјата за да пораснеш и да се родиш во љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе. Во Јован 1:38 го прашуваат Исус, учителе. Пазете, Исус е учител. Важни се тие луѓе што ве учат во дух, ако ве учат размислете. Тој му вели, покажи ни го Отецот, Филип. А Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филипе? Отецот му зборува од Исус. Од некои учители Отецот зборува во дух. На вистина, каде живее тој Исус? Каде е адресата? Овде е, онде, не му верувајте. Адресата е Божиот царство небесно без број. Или во твоето, во моето срце, само ако царството Божие е внатре во мене, ако го барам најнапред царството Божие во внатрешниот духовен човек, двајца Јованови ученици тргнаа по Исус. Тргнаа. Кога го слушнаа тоа, еве го Божиото јагне, Јован 1:36. Некој треба да ти го покаже Исус, да го слушнеш гласот, да го видиш, како што Отецот беше видлив во Исуса, Бог никој не го видел, така во тебе е видлив и Исус и Отецот. Тргнаа по јагнето. Исус беше јагне воден од духот на Отецот. Со телото не сум со вас, со духот сум со вас. И така стана пастир Исус на единственото стадо. Духовна заедница Исусова. Не ви се потребни материјални згради, телесни регистрации, земни, едно стадо и еден пастир. Дали сте вие регистрирани во Царството Божјо? Но првим треба да дојдеш пред Исус, да се покаеш, да примиш сила и дух и да тргнеш по него, да станеш негов следбеник. Стојан Герасимов, пастор на Баптистичка црква Македонија од Пиринска Македонија, од село Клуч, кон границата со Делчево. Како си, бај Стојане? Не сум добро. Како викам? Одлично сум во Исуса, одлично. Каде си? И тој им вика, во Царството Божјо, каде би бил? Каде би бил? Пазете го тој момент. Тогаш што излегува од баптистичката деноминација и станува Исусов следбеник, припаѓа во духовната црква на Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе, утредента Јован го виде Исуса. Секој што ќе го види Исус и поверува во него, ќе живее живот вечен. Да го видиш во некого, како доаѓа кај него па рече, еве го Божјото јагне, кое го отстранува гревот на светот. Јован 1:29. Го отстранува гревот. Во друг препев се вели, еве го јагнето Божјо, кое ги зема гревовите на светот врз себе. Пазите колку е препевот интересен, ти ќе се фатиш за некој стих и од тука ќе си направиш приказна. Не правам никаква приказна, му дозволувам да бидам сад за секојдневна ни свечена употреба. Он ме води, не носам решенија сам, не зборувам од себе, и овие слова се во дух и исцелување за сите оние што ќе речат, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, јагне Божјо, ги зема врз себе и ги отстранува гревовите од секого од нас. Та дали сакаш ти што? Да се оставиш стариот, да се претопиш во неговата волја. Тоа значи да се одврзе од сатанскиот грев, да те одврзе, да ти даде сила. На сите што го примија во срцето им дава сила да станеш син Божји. Го возобновуваш тој однос дете, паднато на земјата, татко, добриот татко на небесата, која е љубов, која никогаш не престанува. Како да се вратам на небесата кај мојот татко? Тесен е патот што води кон животот. Исус е тој пат. Исус воскреснува и оживува. Значи, Исус е портата, нема друга порта. Треба да дојдеш пред Исус, да тргнеш по него и со него, да се
покаеш, да простиш, да не осудуваш, да го прифатиш Божјата волја, се покаеш за гревовите на твоите предци, да станеш следбеник Исусов, сотрудник, овца и пастир. Тој постоеше уште пред да се родам јас, Јован 1:30. Тој е оној што ќе крштева. Пазете, со свет дух е важно. Луѓето повеќе удираат на вода, се капа, тоа е едноставно да отидеш на некоја вода и да се искапеш. Се на возбудата што те чисти водата е телесна, ја малку ја разбранува душата. Но ако Исус не живее во твоето срце, ти можеш да бидеш мокар, сув грешник, полумокар, полусув, да се сончеш, да се капеш во ладна и во топла вода, на разни места по 5 пати во Јерусалим, или во Вардар, или во Струма, или во Егејското море, или во Јонското. Значи, тоа е оно што ќе крштева со светиот дух, Јован 1:33. Како да се крстиш? Па да раскрстиш со стариот, да се крстиш во Исус, да го примиш Исус во срцето, да се откажеш од себе си и собственоста и да бидеш собственик на Исус Христос и да го објавиш Царството Божјо во тебе, да го прославиш. На друго место вели ќе крштева со оган, распламтен дух на љубовта, оган кој не согорува, капината што не согорува, стоиш на свето место. Ти си храмот, таму стоиш, во Исус стоиш. Тоа е светото место. Стоиш во Исус и не мрдаш. Штитот на верата, Исусе и само Исусе. Да се распламтиш во љубовта која е вечна. Нема друга вечност која никогаш не престанува. Омразата е минлива се додека не кажеш благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Доаѓаш кај Исус, тргнуваш со Него, се претопуваш. Тој те води, му дозволуваш да те направи силен, стануваш Негов следбеник. Он е порта и пастир на загубените овци. Исусе, одам по тебе за навек. И само Исусе, Татко мој, во името на Господ Исус Христос ги раскрштувам секое зло, го раскрстувам секое зло што е фрлено врз мене, врз двете заедници, врз македонскава земја и македонскиот полуостров. Се што не е од Исус надвор од нас, во името на Господ Исус Христос, бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Силата Исусова со нас, љубовта Исусова со нас, мирот Исусов, пред мене, зад мене, околу мене, во мене. Исус живее во моето срце. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. До Божјо царство небесно. Македонија е земја на Исус Христос, ја враќам во Исусова собственост. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Мораш да заминеш. Амин.